Во новото издание на Трилинг, ексклузивно прво интервју со новиот британски амбасадор во земјата Метју Лосон. Јас не се сумневам дека монархијата ќе остане и ќе напредува во едина. Ви изгледа ли логично партиите, речиси сите, да се за членство во НАТО и Европската Унија, а да се против Преспанскиот договор и договорот со Бугарија? To be quite honest, no, is not going to help the country or the political party deliver the things that they say that they want to achieve. Како ја оценувате руската пенетрација на Балканот? On je prisutan kroz investicije u sektoru energetike, kroz trgovinu oružjem, recimo, prisustvo posebno u medijima, recimo, koje je veoma problematično. Галопирачки расте бројот на граѓани кои одлучуваат да се иселат од државата. Демографската слика во Северна Македонија од месец во месец станува се полоша. Ако ќе кажете вие немате верба во институција, тоа значи дека таа институција не ја извршува својата улога. Кајмак е насловот на новиот филм на Милчо Манчевски. Зошто кајмак, а не урда? Карамба е скромен човек, добар по душа, многу добар по душа и очајно сака да биде среќен. Апсурди на новата студена или нуклеарна војна и 21. век ќе го бележат војните и големите па и светски конфронтации. Путин со закани од атомски бомби. По нив ќе биде ирелевантно дали зима ќе се заледиме од недостиг на енергија или од нуклеарна зима. Тогаш џабени се децата, вселената, берзите, парите, семејствата, општествата. Секи умре, па и Путин, сокриен во бункерите на далечниот Сибир. Што ако прават биланс на загубеното, разурнатата Украина со над 50 милиарди евра загуба, загуби и во економската состојба во светот, во билиони евра. Мистериозна експлозија во гасоводната траса кон Европа, преку Балтикот. Дали волците на војната смислија нова конфронтација, нов фронт, удар и врз поморските кабли, клучни за интернетот, информациите и бизнисот. Сепаратистите од Донбас на поколение во Москва. Апсурдот доаѓа со непризнавањето на поделената Украина, дури од верните пријатели на Москва, Кина и Србија. Се друго не делува е маргинализација, наспроти московските закани за трета неповторлива атомска војна. Руско-украинската воена криза, како и смртта и 70-годишното владење на британската кралица Елизавета II, веројатно ќе бидат настани кои ќе одбележат поновата светска историја. Ова издание на Трилинг ќе го започнеме со интервју со британскиот амбасадор во земјата Метју Лосон, кој во Северна Македонија допатува пред речиси 2 месеци. Најпрво ви благодарам што ја прифативте поканата за гостување во ТВ магазинот Трилинг. Амбасадоре, имаше и падови и подеми владењето на британската кралица. Што ги одбележа овие 7 децении на тронот владењето на кралицата Елизавета II? Благодарам горе за поканите. Јас сум многу сретен да бидам тука денес со вас. Нашата кралица го представуваше најдоброто од Обединетото кралство за нас. Та беше посветена на јавната служба и за нас та представуваше континуитет и гордост на нашата традиција и на нашата историја. Та дојде на тронот во 1953 година и можете да замислите ги промените кај нас во секоја земја од тогаш. И мислам дека она што беше најважно беше дека, како и секој голем лидер, нашата кралица покажува незината лични вредности, јавна служба, незината вера и незиното чувство за должност. И беа инспирација за нашиот народ. И ја почитувавме како кралица и како мајка и како водач. Монархијата можеби не беше толку силна во еден период од владењето на
кралицата Елизабета II, сега Чарлс III ја наследува, но според една анкета спроведена во мај годинава, само 45% од шкотите се согласни за одржување на монархијата, наспроти 60% на ниво на цела држава, додека 36 се изјаснени дека смртта на кралицата би бил вистински момент за прогласување на република. Ке преживее ли Обединетото кралство, имајќи во предвид дека неодамна дури една од највлијателните шкотски партии сугерира или бара одвојување на Шкотска од кралството? Јас не се сумневам дека монархијата ќе остане и ќе напредува во едина. Како што реков, за британскиот народ, за нас, кралицата и кралското семејство представуваат чувство на континуитет. И кралското семејство е навистина популарно во Обединетото кралство. Погледнете ги илјади луѓе кои чека со часови пред кралскиот погреб да одадат почит на кралицата, например. И во односу на прашањето за Commonwealth, мислам дека е важно да се запамети дека ова организација е за слави заедничкото богатство на заедницата, спортските врски, културните врски, а не само спомените од минатото. Амбасадоре, добро го познавате регионот. Прашањето до вас ми е директно. Каде го научивте македонскиот јазик? И колку време ви беше потребно за релативно добро да го зборувате? Благодарам. Јас пробам да зборувам македонски јазик. Јас го учив јазикот во нашиот центар во Лондон и учив 10 месеци во нашиот центар. Како вие знаете, јас работев во Бања Лука, во Сарајево и сакам овај регион, сакам луѓе, сакам култура на овој регион. Да. Новиот британски крал во својство на принц во 90-тите ја посети Република Македонија тогашна, имаше средба со тогашниот македонски претседател Киро Глигоров. Како ги оценувате денес односите меѓу Велика Британија и Северна Македонија? Look, I think we have an excellent bilateral relationship. I think we are very proud to have stood side by side with North Macedonia at key points in your history. I would like to think that we have always been a good and reliable friend, and that we will be a good and reliable friend in the future. We're certainly delighted to be partnering you in NATO, and we are here with a sizable trade relationship with your country, with a program to help your government make the reforms to better provide services for citizens. And I think that we also have joint values as countries, and that is perhaps most important of all. Брекзит. Велика Британија излезе од европското семејство, но се заговара нова европска политичка заедница, идеја која промовираше францускиот претседател Макрон, во која би партиципирале земјите кандидати за членство во ЕУ. Во еден период дури се споменуваше дека во таа нова европска политичка заедница би партиципирала и Велика Британија. On the idea of a European political community, I think it's something that our government and as you know, we have a new government, we have a new Prime Minister. It's something that they're considering at the moment, how we interact with it. It's a new idea which we're considering very carefully. As we've said, I think in public before, as far as your country is concerned, what is necessarily the case for the United Kingdom
with 68 million people, with a sizable economy and a kind of a global diplomatic network and reach, is not necessarily the same as for North Macedonia. We certainly support whatever is the sovereign choice of your country, and in this case, the majority of your citizens and your government are firmly committed to European membership, and we absolutely support that path. Светот и посебно Европа се соочува со студена зима и жешка закана од Русија. Дури рускиот председател Путин не исклучи можноста од употреба на нуклеарка. Дури имаше и реакција на британската премиерка дека Европа, вклучувајќи тука и Велика Британија, е подготвена на се. I think there are huge implications from Russia's invasion of Ukraine. I think the United Kingdom is very proud to stand together with the people of Ukraine, people of North Macedonia as well, and as partners in NATO. We are, of course, committed to not only our own security as part of the NATO alliance, but also standing firmly with the people and government of Ukraine against this aggression. There's no doubt that it has caused already a number of significant economic problems. Countries are faced with high inflation, faced with energy shortages, the two are linked, and of course the economic consequences from these issues are very significant. They're going to be likely very significant in my country over the winter, and I suspect that they may also be significant here in North Macedonia. What we have to do about that is just, obviously, it's for all of our governments to take the measures that they need to take to help citizens, help businesses through what is a difficult period. But I honestly don't think we should forget that for the people of Ukraine, this is not just about higher gas prices, higher prices for fruit and vegetables, higher prices for petrol. This is about their country. This is about an invasion of their country by another neighbouring country. And so we mustn't forget that however difficult it becomes for us and for our citizens, that it's a lot more difficult for the people of Ukraine. Руската инвазија врз Украина веќе економски се одразува врз речиси сите земји во светот, расте инфлацијата кај сите држави, енергетската криза се продлабочува. На ваквата криза не е имуна ниту Велика Британија. Што презема Велика Британија за да се ублажи ударот од оваа криза? So our new government has already come out with a series of measures to support our economy and our citizens through the winter, and that includes support for energy bills and support for small and medium-sized enterprises. So our government has a clear plan, and I believe that your government also has a clear plan for the citizens of this country. It'll be a difficult period, I suspect, for many countries and many people, but we'll get through it. We'll get through it as partners, and we'll get through it by supporting each other as best we can, and by presenting a united front against the terrible invasion of Ukraine. Следите интервју со британскиот амбасадор во земјата Метју Лосон. Амбасадорот Северна Македонија го започна процесот на скрининг за членство во Европската унија во преговарачкиот процес. Прашањата се групирани според теми или како што ги нарекуваме кластери, а првиот веројатно ќе биде суштински, кој опфаќа владењето на правото, борбата против корупцијата, реформа на администрацијата и менаџирање на јавните финансии. Колку Северна Македонија во овој момент има капацитет да одговори на предизвиците за побрзо зачленување и каде ги гледате слабостите? I don't want to go into too much detail. I hope you understand, as the ambassador of a country that's left the European Union, I think it's best to leave some details to ambassadors from member states or the EU ambassador. What I would say, though, is that the reforms that are required of North Macedonia as part of the EU process, whether it's this screening process or further down with the accession processes more generally, they're important reforms, but they're important reforms also for the good of the country as a whole. Essentially, the idea of these reforms is to make the country more functional, more effective at delivering the services that citizens want.
and that is an absolutely key part of the process. So while I don't want to comment in detail on where you are in the process, apart from to just say again that for the United Kingdom government, it's absolutely your sovereign choice to choose the path of membership to the European Union, and we support that. We are absolutely in favour of the direction of travel. These reforms will help your country develop, will help your country become a stronger partner to our country, will help to bring investment from British companies into North Macedonia. So these reforms are in and of themselves a positive thing. Видите дека е неблагодарно да зборувате како земја која излегла од Европската унија, меѓутоа заедно сме како држави дел од НАТО. Постојат ли безбедносни предизвици во овие околности на руско-украински конфликт? For the government of the United Kingdom, it's not a conflict, it's an invasion. Russia has invaded Ukraine, it's invaded another sovereign country. So those has enormous consequences for the people of Ukraine, and we stand with the people of Ukraine against this aggression. For European security more generally, what it means is that I think it's revitalized what it means to be a partner in NATO. The concept of collective security against aggression has always been important, but I think it's never been more important in the last 20, 30 years since the end of the Cold War than it is now. And that's why it's really been an important time for your country, for North Macedonia, to join the NATO alliance. And I was present in Parliament. I was delighted when the ratification of Finland and Sweden as new members went through the Parliament of North Macedonia, to see the strength of parliamentary support for NATO. So overwhelmingly 103 votes, I think, to only 2 votes against. Only one political party stands against NATO in your Parliament, and that party only has 2 votes. So it's a remarkable degree of support and solidarity in your Parliament for NATO, and it's never been a more important time. So we are delighted to partner with you in NATO. За Северна Македонија да ги отпочне преговорите по поглавја со Европската унија, неопходно е земјата да ги реализира уставните промени, како и вклучување на бугарите во преамбулата. Една од најголемите опозицијски партии вели дека во овој момент не дава зелено светло за промена на уставот. Како вие гледате на овој актуелен проблем? I mean, my answer to this is this. Look, I think you have almost all the political parties in this country committed to NATO membership and membership of the European Union. I think the citizens of this country need to look at the platforms of the political parties and understand what are the choices underneath that. I think when there's been an international agreement made, those international agreements have to be respected. Those international agreements, if they are a requisite part of becoming a member of a club or an organisation such as the European Union or NATO, are going to have to be respected by either political party or any political party who wants to be in power in order to get the outcome that they are selling to the citizens and who they are going to the polls on. So I think citizens of this country need to look carefully, and political parties need to look carefully at what they are saying they want and what they're prepared to do to get what they want and where they're going. And I think as an ambassador, as a diplomat, you learn a lot about strategy making, you learn a lot about how to frame long-term choices. A strategy and a political party platform are not so different. They are essentially a way of framing choices. You can't have a strategy that you can't agree with, because strategies imply choices. Now, political party platforms imply choices. So you can't say on the one hand, I want to be a member of this and I want to be a member of this, but I'm not prepared to respect the agreement that's been made, or I'm not going to fulfill the conditions of this process, because it's not going to happen. It's not going to allow you to deliver the outcome you're saying that you want. So I think political parties have to
have to think carefully about that. And I think political parties have to act responsibly and fulfill the commitments that the people want, that the government itself at this point is committed to. But I would generally like to see, in terms of Euro-Atlantic integration, a greater sense of responsibility and a greater sense of togetherness. And perhaps there are a set of issues that are so important for the future of this country, questions of Euro-Atlantic integration, that there can be baskets of issues that political parties can agree to work together on. Obviously, if there aren't enough votes in Parliament to get things through, that's a mathematical fact that things will not pass. But if there are things that are so important for the future that need to be passed for the good of the country, then I think there should be an option. And I think voters will reward parties that work together to get this country moving further forward on its Euro-Atlantic path. Ви изгледа ли логично партиите, речиси сите, да се за членство во НАТО и Европската Унија, а да се против Преспанскиот договор и договорот со Бугарија, кој беа и предуслов за земјата да стане членка на НАТО и да добие зелено светло за старт на диалогот со Европската Унија. А при тоа да инсистираат на референдум. Yeah, to be quite honest, no, not particularly. I think it comes back to what I said about political parties showing beyond the rhetoric what it is they're going to do to deliver the outcome they say they want. So tearing up or ignoring international agreements that have been made is not going to help the country or the political party deliver the things that they say that they want to achieve. So I do think political parties need to think carefully about what they're promising to citizens, and citizens need to look carefully at what is being promised by political parties. Референдумите се непредвидливи, но се шанса за луѓето да ја променат иднината. Оцени вашата претходничка амбасадорката Галовеј, додека беше во Македонија. Кои би биле ефектите доколку сепак се спроведе референдум, откако првата иницијатива на ВМРО-ДПМН пропадна, сега една друга партија инициира сепак да се одржи референдум на кој граѓаните би се изјасниле во однос на договорот со Бугарија? I think in general, as I've said, I think that this country has an incredible opportunity to make progress. I think irrespective of which political side of the debate you're on, the majority of the citizens of this country, according to the polls, want to be part of Euro-Atlantic institutions. And I think both political parties, the main political parties and also other parties, are committed to that. So I think it's a matter of those political parties working out how they're going to deliver what they say and what they have promised, and then, if possible, coming together in a responsible way to deliver that future for the people of this Според country. една анализа, националните истории на Балканот се создавале како наследнички на сложена и испреплетена историја. Дали македонско-бугарските односи се заробеници на минатото, наместо да гледаат кон иднината? Look, I think any country with a proud history, there's always the possibility of becoming or being seen to be trapped by the past. I think what's key for any country, and I think if you look at the history of my country, we have had, my country has been influenced by sort of conflicts with its near neighbours, Scandinavia, with the Norman French 1,000 years ago. If you go back far enough, then we're essentially talking about an invasion during the Roman period. I think if you look at specific points in history too hard, then it is possible to be trapped by the past. What I think is important, and what my country is committed to doing, is having the best possible relationship with its neighbours. Now, in the case of the United Kingdom, you asked about Brexit, and yes, there have been some tensions, over specific aspects of the Brexit agreement, particularly around Northern Ireland, which is an incredibly complicated issue in its own right. But the UK government's absolutely committed to the best possible
relationships within neighbours, and we need the relationships with our neighbours, just as you need relationships with your neighbours. So I think it's about trying to find common ground, it's trying to find common solutions, and looking at ways of cooperating and not being dragged into divisive rhetoric or focusing too much on specific moments in the past. And I say that from the perspective of my country primarily, but I do think it applies to this situation as well. Енергетската криза создава голема главоболка на сите земји. Лидерите од Отворен Балкан побараа доколку е возможно помош околу справувањето со енергетската криза. Може ли да се очекува каква таква помош од меѓународните партнери за ублажување на последиците од оваа криза? I certainly think that this is a time in which all of us, all of our countries, whether it's through NATO or whether it's through other relationships, need to stand together in the face of the Russian invasion and its consequences. In terms of economic support, I absolutely think that your government is reaching out to its neighbours and to its partners and its friends, and naturally is reaching out to my government for help. We are a big supporter of reform here. We have a number of reform programs, and even this week I was discussing with your government some possible forms of support. What's difficult, I think, is the global situation, and essentially the situation involves many complex questions of pipelines, of ways that energy moves across the continent, over the sea in the case of the United Kingdom, or pipeline, and that makes it difficult to quickly change the market dynamics which we're all facing. But I do think that we have to work together, and I think where the UK government has a specific thing or piece of reform assistance that we can offer North Macedonia, then absolutely we'll look favourably on that. Амбасадор Лосон, интервјуто го започнавме со 70 годишното владење на британската кралица Елизабета II и ќе го завршиме со Велика Британија. Кои се ефектите од одлуката за Брекзит? I don't think Brexit and the consequences are as difficult a question, actually. I think for the government of the United Kingdom, Brexit was about realising a set of opportunities over a long time frame. I think, as I said before, when you set a strategy, it implies a set of priorities and decisions, and then you have to see those priorities and decisions through. The case of renegotiating trade relationships, negotiating trade relationships with partners sometimes that we've perhaps undervalued, negotiating trade relationships and security partnerships with countries, not necessarily in our immediate neighbourhood, but further east, and having a global perspective on opportunities is what Brexit's about, and that's absolutely what my government is committed to. Obviously, that kind of reorientation of one's diplomatic strategy, military strategy, economic strategy, these things take time, and that is what I think we're seeing in the short term. But I think the government of the United Kingdom is absolutely committed to making the most of the opportunities of Brexit, and responding to what was a popular decision, and that is the will of the people of the United Kingdom, and that is what we're working to achieve. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Thank you very much. Благодарам. Поштовани гледачи, следевте интервју со амбасадорот на Велика Британија во земјата, Метју Лосон, а по кратката пауза за реклами следуваат и останатите содржини за ово издание на ТВ магазинот Трен. Останете со нас. Демографијата во Македонија како освестување и предизвик. Пописот го верификува процесот на депопулација. Населението е намалено за околу 300.000, наспоред резултатите од пред 2 децени. Знаевме и дека економската миграција добива загрижувачки дименсии, но истражувањето на ОЕЦД дека од Македонија се иселиле повеќе од 700.000 жители во период од 2011 до 2019 година веќе е сигнал за тивко исчезнување. Многу подраматични и неповратно од внатрешните битки за националните предавства за историските конфронтации. Миграцијата е светски процес, но кај малите држави во развој недостигот на работници веќе се чувствува и кај нас. Со професор Илија Ацевски анализираме дали ваквите состојби треба да го
вклучат аларм. Барем ови истражувања кои беа реализирани последни 90-тина години, има повеќе истражувања, невладини организации пошироко, покажаат дека меѓу другото корупцијата пред се, потоа фактор кој што делува е невработеноста, која што е доста висока кај младите, како се истакнува во овие истражувања, неефикасноста на институциите е доста еден од тие кои што го потенцираат главно, не? Таа брза променливост, би рекол, партиско-политичка, особено во оние институции кои се под ингеренција на владата, кои се во голема мера партизирани, кои што практично ги знаат проблемите, ние ги знаеме кои се причините, но многу малку имате конкретно пристап како да се решава проблемот. Ние многу малце говориме што она да се може да се направи во еден момент, не што може да го направи, да речеме, една институција. Еве да го земеме, например, системот на образование. Овие истражувања покажуваат дека младите се многу незадоволни од тој систем на образование. Ако ќе кажете вие немате верба во институција, тоа значи дека таа институција не ја извршува својата улога. Јас имам можност да речеме тоа да го малку согледам во однос на младите во малите градови, кои што не само тие што се иселуваат во странството, бегаат во Скопје некако, еден од најголемите градови во Македонија, кои што барат некоја иднина перспектива, се покажа дека малите градови многу малку прават или имаат некаква програма во однос на оваа популација. Млад човек од 20 години кој што се амбицирал да биде нешто во животот не може да го ради. Односно неговата како поимање на светот е далеко од тоа. Сега веќе се како што можам да видам овие некои анализи дека во некои дејности веќе недостига работна сила, но ние нема да останеме без работна сила. Таа ќе дојде од оние земји кои што се многу посиромашни од нас. Нема едноставно работна сила. И сега тоа се чувствува. И ајде афричките земји, не делот и азиски земји, веќе милиони луѓе се на, како би рекол, на подобар живот, и Македонија за некој од нив е дестинација која што може да понуди еден релативно пристоен живот. Мислам, во тоа ние сме дел од Европа и затоа младите тоа го доживуваат на таков начин, како што некој го доживува, да речем, однос на Македонија, да се приближи повеќе до Европа и да работи тука, за да речем, ајде 400-500 евра. Не можете вие да немате никаква, да речем, релација, врска меѓу она што се нарекува стопанство, економија и високо образование. Тоа е погубно, би рекол. Зашто ви образовате кадар? И тука настанува тоа што викате разочарување и дека немаме ние верба, он нема верба во институција. Он не верува дека нешто може добро да се случи на редниот период, еден период, да речем, од 2, 3 или 5 години. Нема нов авионски бран од Москва за Белград по мобилизација во Русија. Но Русија има најмалку околу 50.000 кои по војната во Украина се преселиле со семејствата и бизнисите. Белград се уште е јагма за празни станови и деловен простор. Србија ја следи очигледно една Титова политика на неврзаност. Контраверзи колку сакате и какви сакате. Сакаат во Европската унија, но подпишуваат договор со Москва за заедничка надворешна политика. Властите во Белград ја признаваат територијалната целовитост на Украина, но не ја осудуваат агресијата на Русија врз суверена европска држава. Претседателот Вучич јавно зборува за најлошото дека доправа доаѓа, не исклучувајќи ја и нуклеарната агресија, зашто според него Путин е наводно политичар од збор. Трилинг со периодични разговори во соседството. Неделава во Белград разговарав со Сржан Мајсторовиќ, претседател на Центарот за европски политики, кој во еден период беше и дел од српскиот преговарачки тим за членство на земјата во Европската унија. Господин Мајсторовиќ, дали украинската криза ќе го забрза можеби процесот на зачленување на земјите од Западен Балкан кон Европската унија? Da, definitivno sa izbijanjem ukrajinske krize Evropa mnogo više, kako bih rekao, na jedan strateški način sada i geopolitički način počinje da gleda na region Zapadnog Balkana i svakako da ova kriza koja se dešava u Ukrajini će imati uticaj na proces daljih širenja Evropske unije.
Međutim, treba biti realističan u procenama i ja ne mislim da će se to proširenje desiti preko noći, da će ono biti brzo i da će tu biti moguće bilo kakve, kako bih rekao, shortcuts, kako se to prevodi, prečice, jel tako? Već da je potrebno taj proces integracije kandidata u Evropsku uniju na neki način izmeniti, učiniti ga mnogo efikasnijim, mnogo vidljivijim građanima, na taj način prosto i animirati širu javnost da ponovo na neki način ideja evropeizacije i menjanja u tom procesu pristupanja Evropske unije dobije na popularnosti. Ono što kriza u Ukrajini još donosi Evropi jeste jedna nova geopolitička realnost i ja sam siguran da će tu realnost kreirati zajednički i Evropska unija i države Zapadnog Balkana, odnosno da će neka buduća Evropska unija svoju buduću misiju u globalnoj politici morati da zasniva na činjenici da će imati mnogo više članica u svom sastavu, a države Zapadnog Balkana, odnosno zemlje Zapadnog Balkana su svakako prve na listi za прием. Како ја оценувате руската пенетрација на Балканот и пред се по-нагласеното присуство на рускиот капитал во Србија? Дали официјално Москва се обидува многу подлабоко да се инфилтрира и да се задржи во регионот? Mislim su važne dve stvari. Jedna je nesumnjivo ruski uticaj, posebno u Srbiji, je veoma prisutan. On je prisutan kroz investicije u sektoru energetike, kroz trgovinu oružjem, recimo, prisustvo, posebno u medijima, recimo, koje je veoma problematično. Ali druga stvar koju je važno napomenuti je da ne treba precenjivati, ne treba podcenjivati, ali ne treba ni precenjivati ruski interes u Srbiji. Moj utisak je da je ruski interes u Srbiji prisutan onoliko koliko vladajuća elita u Srbiji to želi. Dakle, ruski uticaj u Srbiji ima ulogu da s jedne strane obezbedi nekakav nacionalistički legitimitet vladajućoj garnituri, dakle da se kaže mi smo uz Ruse koji brane naše nacionalne interese u Savetu bezbednosti vezano za Kosovo. A s druge strane, ruski uticaj se isto tako instrumentalizuje od iste te vlasti kako bi se međunarodnoj javnosti, dakle članicama Evropske unije, Washingtonu ili Londonu, ukazalo da eto, naša vlast radi sve što je u njenoj mogućnosti, ali Rusi nam ovde kvare situaciju i podmeću klipove u točkovi. Се чини дека Белград и Скопје ќе бидат исправени пред сериозни предизвици. Ќе мора да го решаваат врелиот костен, што би се рекло. Белград да најде заеднички јазик со Приштина, Скопје да го дореализира и да се усогласи со Софија во однос на отворените прашања, за да може да го забрза процесот кон приклучување кон Европската унија. U mnogome razlikuje situacija koja je između Beograda i Prištine, odnosno Sofije i Skopja, je što nažalost vaša zemlja ima problem sa zemljom koja je članica i koja je do sada zloupotrebljavala taj svoj položaj, ne bi li otežala proces pristupanja Severne Makedonije Evropskoj uniji. Ja se iskreno nadam da sporazum koji je postignut uz posredovanje francuskog predsedavanja, da predstavlja u ovom trenutku, koliko god to bilo teško građanima Severne Makedonije da prihvate, ali možda jedini način da se krene napred, da se krene u susret onome što sa pravom građani Severne Makedonije očekuju, a to je da njihova zemlja postane punopravna članica Evropske unije. Što se tiče Srbije i Kosova, taj problem je tu već duži niz godina i nažalost on se nije u mnogome pomerio u odnosu na početnu tačku, postignuti su određeni sporazumi, njihova primjena ide jako teško i očigledno je da je sa izbijanjem krize u Ukrajini
Evropska unija zajedno sa svojim partnerima, Sjedinjenim Američkim Državama, pokušava da revitalizuje ovaj proces i da ga stavi na neke nove osnove, kako bi motivisala i Beograd i Prištinu da idu mnogo odlučnije u pravcu postizanja nekoliko kompromisa koji bi obezbedio jednoj i drugoj strani da na posledku postanu i članice, punopravne članice Evropske unije. Како го оценувате капацитетот на земјите кандидати за членство? Тука говорам за Србија, за Црна Гора, за Северна Македонија, во делот на исполнување на критериумите за приклучување кон Европската унија. Во кои области гледате назадување или можеби направени чекори кои може ќе ги доближат земјите побрзо до европското семејство? Pa, kapaciteti su ključni za pristupanje svake zemlje Evropskoj uniji i pod tim nazivom kapaciteti podrazumeva se ne samo ljudski kapaciteti, već i finansijski kapaciteti. Dakle, jedno je imati dobro uređenu profesionalnu administraciju koja je sposobna da usaglasi nacionalne propise sa pravilima Evropske unije, da stvori makedonsku verziju evropskih pravila koje će onda državni organi primenjivati u praksi, ali s druge strane, kada govorimo o kapacitetu, ovaj finansijski deo je veoma zahtevan. Recimo u oblasti zaštite životne sredine, borbe protiv klimatskih promena, poljoprivredi, zahtevaće se značajna sredstva iz nacionalnih budžeta koje će biti potrebno investirati kako bi se dostigli evropski standardi. Recimo u slučaju Srbije, mi smo 2011. godine radili jednu procenu troškova u oblasti zaštite životne sredine i ako smem da kažem, to je bila prilično konzervativna procena u tom trenutku. Izračunato je da Srbiji treba nekih 12 milijardi evra samo da primeni pravila Evropske unije u oblasti životne sredine. Dakle, to su jako velika sredstva, naravno deo tih sredstava će obezbediti Evropska unija, ali veći deo tih sredstava će prosto morati da se obezbedi ili iz budžeta naših zemalja ili kroz neke međunarodne aranžmane, da li su to krediti ili neki drugi zajmovi, to je opet na vladi da proceni. Hoću da kažem da nekako suviše olako, kada govorimo o kapacitetima, fokusiramo se isključivo na javnu upravu, na administraciju, ali kapaciteti za pristupanje su i ovi finansijski i mislim da će tu biti dosta izazova imajući u vidu i ekonomsku situaciju u kojoj se svet nalazi, cena kapitala na svetskim tržištima je porasla, dakle sve će to biti mnogo komplikovanije u narednom periodu da se dostigne kako bi se usaglasili sa propisima Evropske unije. Господин Мајстороvić, бевте дел од српскиот преговарачки тим во преговорите со Европската унија во еден период. Што вие би сугерирале, а да не го повторат како грешка македонските власти? Pa moj savjet bi bio da se kogod bude na vlasti, jer ovaj proces traje i vlasti će se verovatno i menjati u tom procesu, da se oslone prevashodno na stručnu administraciju, da pokuša da uspostave zaista jedan zdrav administrativni okvir, jedan tim koji će izdržati prvo dužinu tog procesa, a drugo i kompleksnost tog procesa. Dakle, potrebni su vam izuzetni stručnjaci koji će na duži vremenski period biti angažovani kako bi se sprovodile teške reforme. Druga preporuka je da, uprkos tome što sam na prvo mesto stavio kapacitete, bez političke volje, bez jasne, nedvosmislene političke volje, u kom pravcu Severna Makedonija ide, možete imati i najbolje stručnjake, oni neće imati prosto političku podršku da daju sve od sebe, tako da taj administrativni, finansijski kapacitet plus politička volja i jasna politička orijentacija, rekao bih da su najbolje preporuke za to kako biti uspešan u procesu evropskih integracija. Ne treba zaboraviti da kada pominjem političku podršku, ona se ne odnosi isključivo na vladu koja je u tom trenutku
već prevashodno i na širi društveni konsenzus svih političkih stranaka, na ulogu parlamenta u procesu evropskih integracija, sobranja i naravno na važnu ulogu koje civilno društvo ima u ovom procesu. Многу често европските лидери потенцираат дека Западниот Балкан е дел од Европската Унија. Според ваша проценка, колку реално години би требало да поминат или ќе биде потребно да се заокружи целиот тој процес на приклучување на земјите од регионот како дел од Европската Унија? И дали после хипотетички 10 години Европската Унија ќе го има истиот кредибилитет и моќ како пред, да речеме, 15 години? A nažalost, moć i kredibilitet Evropske unije na Zapadnom Balkanu je značajno urušen u prethodnom periodu i možda će zvučati cinično, ali ja ne mislim da on može biti niži nego što je u ovom trenutku. Te stoga prosto treba sa nadom gledati u neki narodni period da će taj kredibilitet Evropske unije jačati. Ja smatram da je u ovom trenutku, dakle, kada sledeće godine već obeležavamo 20 godina od Solunskog samita, kada je obećana evropska perspektiva zemljama na Zapadnom Balkanu, da je potrebno resetovati ovaj proces, da je potrebno potpisati jedan zajednički plan za integraciju Evrope do 2030. u koji će se obavezati i zemlje članice Evropske unije da će sa svoje strane obaviti sve neophodne prethodne radnje kako bi omogućila nesmetano i glatko integrisanje država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Tu prevashodno mislim na reformu sistema donošenja odluka, da sa jednoglasnosti o važnim strateškim pitanjima Evropska unija u buduće odlučuje kvalifikovanom većinom, kako jedna ili dve zemlje članice ne bi sprečavale Evropsku uniju u njenim strateškim projektima kao što je proširenje, je li tako? S druge strane, Evropska unija mora da reši svoje interne probleme koje se tiču funkcionisanja demokratskih institucija i vladavine prava u pojedinim zemljama. Jako je teško sprovoditi teške reforme u našim zemljama ukoliko imate primere unutar Evropske unije koji su na sličnom nivou, da kažem, razvoja kada je u pitanju vladavina prava i funkcionisanje demokratskih institucija. Nikoga nećete motivisati time što ćete reći, ali u Evropskoj uniji to se radi na ovaj način, ukoliko svi znamo da u nekim članicama poštovanje demokratije i vladavine prava, nezavisnosti medija, univerziteta, nije na odgovarajućem nivou. Dakle, Evropskoj uniji je potreban jedan period u kojem će ona dovesti svoju kuću u red. Istovremeno, taj zajednički dogovor bi trebalo da motiviše i naše lidere na Balkanu, da napokon dobiju jednu vremensku perspektivu i da kažu u redu, sada znamo koji je vremenski rok, koji je indikativan, on nije garantovan, ali mi imamo jedan rok u okviru kojeg možemo da zajednički u regionu se posvetimo reformama, da razmenjujemo primere najbolje prakse, da sarađujemo kao nekada u procesu vizne liberalizacije, recimo kad smo sarađivali svi zajedno, i da se fokusiramo na stvari koje su važne. Da rešimo bilateralne probleme, da usaglasimo domaće propise i da pokažemo da smo sposobni da funkcionišemo kao region koji će nastaviti da funkcioniše kao region i u okviru Evropske unije. U okviru Evropske unije danas Benelux i dalje postoji, ima svoje organe i ja sam siguran da Zapadni Balkan, odnosno ovih 6 zemalja, bližom integracijom među sobom može da pošalje jednu zrelu sliku, odnosno sliku jednog zrelog regiona koji ne čeka da nam neko sa strane rešava naše probleme, već da smo sposobni da to radimo sami. Дали во Србија постои спрега помеѓу политичката, судската и бизнес елита? Pa da, svakako da postoji i činjenica je da Evropska unija u procesu vođenja ovih pristupnih pregovora najviše insistira upravo na pitanjima vladavine prava, odnosno nezavisnosti sudske vlasti od političkog uticaja. Mi smo u decembru, odnosno januaru, usvojili izmene Ustava Republike Srbije koje bi trebalo da obezbede okvir za više nezavisnosti u sudstvu. Međutim, još uvek nemamo dokaz da je promena Ustava dovoljna
da bi se to i realizovalo u praksi. Potrebno je doneti neke zakone, neke podzakonske akte još uvek, tako da smo još uvek daleko od trenutka kada bismo mogli da kažemo da imamo dokaz da je sudstvo u Srbiji danas nezavisnije od političkog uticaja, da je biznis sektor manje uticaja na vođenje politike, odnosno da politika ima manji uticaj na ono što se dešava u pojedinim slučajevima visoke korupcije. Благодарам за разговора. Hvala lepo. Новиот филм на култниот Милчо Манчевски во Јапонија ќе ја доживее својата премиера. Зошто кајмак, а не урда? Невообичаениот наслов најмалку е кулинарски, но сториите во него се некаков микс од настани, процеси и ликови. Кајмак, сагаш? Тој е еден од ретките актери во земјава за кои речиси да не постои карактер што не може да го одигра. За статусот актер со најмногу одиграни представи во матичниот театар и за најновата улога во новиот филм на режисерот Милчо Манчевски насловен Кајмак, вечерва во Трилинг зборувам со актерот Александар Микиќ. Добро вечер. Добро вечер. Во најновиот филм на Манчевски го толкувате ликот на Карамба. Карамба, се извинувам, Карамба. Вашите колеги велат дека сте знаеле на сет да пристигнете 2 часа пред почетокот на снимањето. Што значи ликот на Карамба? Кој е Карамба? Карамба е скромен човек, добар по душа, многу добар по душа и очајно сака да биде среќен, а многу малку му треба за да биде среќен. Инаку тој е реално и добар и посветен, а за другите работи нека видат во филмот. Овој филм ќе доживее светската премиера кон средината на октомври во Токио, а македонската некаде кон средината на ноември месец. Ова не е ваша прва соработка со Манчевски. Имавте една кратка улога во Пред дождот, чинам 1994 година. Да не збориме за години, нели? Добро, значи доволно години се поминати. Да, тоа беше, уште бев студент. И бев на кастинг, ме избраа за улогата, ама таа соработка беше многу кратка, односно еден ден снимање имав, така да фактички не се ни видовме асално со Милчо, така пројде целото кон измагла, тоа ми беше и моје прво искуство на филм, така. Во секој случај ми беше доста ново, бидејќи до мене седеше звездата на тогашното, а и сегашното југословенско, бивше југословенско глумиште, сега и светско, значи Раде Шербеџија, со него ја имав сцената во автобусот и ми беше многу шубе онака да застанам рамо до рамо со некој на кого доскоро само го гледа во кино и му се восхитував. Ама у секој случај остана една реплика што таму ја кажувам, која остана антологиска и ден денес знам да ја слушнам од некого, а тоа е што бараше да се вратиш, ке ти скине некој глава, па ќе плачеш. Од ликот на Атанас, чинам се викаше во Пред дождот, до овој лик сега, во филм во кој што сега толкувате главна машка улога. Што е променето во однос на работата со Манчевски? За разлика од Кајмак, каде што од самиот кастинг па до последниот снимачки ден, па и после, значи во постпродукција, каде што требаше некоја реплика да се насинхронизира и таква работа, дружбата ни беше многу поголема и соработката многу подлабока. Инаку морам да признам дека со Милчо кликнавме уште на самиот почеток, едноставно бевме на иста таласна дужина, многу добро соработувавме и се
надополнувавме, значи се помина многу лесно, значи ако е филмот у суштина тешка материја, значи мачно е да се станува, да се снима, да се учи текстови, многу луѓе, хаос. А сте снимали на 50 степени? Да, во Скопје? многу беше топло. Ја не поднесувам многу топло, за разлика од Милчо, кој вака ќе дојдеш и вика: кажи, суво топло, многу убаво. Он сака кога е топло и у суштина и ги снима сите филмови во лето. Ама пак ќе кажам, феноменална беше дружбата, кликнавме сите и како и со колегите, односно колешките со кои се работував, и со Милчо, и со сите околу сетот се створи еден многу убав флуид, многу добра работна атмосфера, така да прекрасно беше, прекрасно искуство за мене. Споменавте дружбите со колегите. Сте умеле помеѓу сетови да играте друштвени игри со вашите колеги за време на снимањето на Кајмак? Доколку немам некоја тешка сцена или такви работи, ја треба да чекам на сет некои си 2, 3, 4 сата, онда го користевме паметно времето и ќе си земевме некој борд гейм, друштвена игра и ќе си изигравме. Оно што е интересно, сте започнале со Ризик и Монопол, зборувам сега за оваа ваша кариера, нели на љубител на друштвени игри. Сте започнале со Ризик и Монопол, со Џамбазов сте играле Ел Гранде. Да. Меѓутоа сега дизајнирате и ваши друштвени игри. Да. Па, фактички, ја многу сакам да играм. Мислам, веројатно и затоа и сум и глумец, и затоа и не растам, да сум вечно дете. И игрите стварно многу ми е интересно, ќе се собереме друштво, играме, ама најголемиот проблем што ми беше на почетокот беше што ќе ми се засвиѓа некоја игра толку многу, што ја играме толку многу секој ден, секоја вечер, и ќе ми издосади после, веќе не сакам да играм. За да не се случи тоа, почнав да купувам повеќе игри, за да можам да ги менјам, да ги шалтам и да не ми издосадат брзо, односно да не ми издосадат никогаш, него да си се навратам, сега би ја играл таа и таа игра. Манчевски како најава за филмот вели дека станува збор за црна комедија. А ако се навратиме години наназад, Пред дождот беше еден од најнаградуваните македонски филмови на интернационалните фестивали. Каква е вашата прогноза? Дали Кајмак ќе го доживее истиот успех како Пред дождот и ќе се издвои на интернационалниот пазар? Па се надевам. Ја филмот се уште го немам гледано, значи веројатно Милчо не спрема само за премиера, да тогаш да го видиме прв пат филмот, ама од она што успеав да видам од тие мали делови од што бевме на НАК синхронизација, каде што требаше некои зборови заради технички или други причини да се повторат, мене ми изгледа многу интересен филмот, многу убав. Мојот ангажман личен, значи кон било која работа што ја работам, се давам целосно себе си, без разлика дали е тоа студентска представа или е представа која работиме со врвен режисер и од врвен автор. Значи, комплетно се предавам и можеби тоа е рецептата за успехот. Првично сте биле запишани на Земјоделскиот факултет во Скопје пред да преминете на факултетот за драмски уметности. Во една прилика велите дека сте се плашеле од одлуката и како и секој млад човек сте стравувале од сето она што ќе се случи од како ќе го завршите вашето високо образование. Се оправдали таа одлука? Кога ќе се заразиш со театарот, уште од средношколски денови, тешко, ни вакцина не помага, ни антивирус, ништо, едноставно заразен си и мора да продолжиш. Така беше и со мене. Значи, јас се запишав на хортикултура, некако ми изгледаше тоа доста креативно, дека ја ќе вкрстувам некои цвекиња, ќе правам нови, овакво. Кога сватив дека хортикултура имам само еден испит у 4 години, некако стана поразително тоа за мене, ама желбата за глума цело време тлееше, така да и кога студирав таму на хортикултура, ја се бавев
со глума, со тие аматерски представи идевме на разни такмичења и чуда. Кога ќе се земат во целина сите оние успеси и улоги кои што ги имате одиграна во вашиот живот, дали постои улога која што досега немате одиграно или ако го преформулирам прашањето, постои ли лик од современиот живот кој би сакале да го играте? Сигурно постои, да. Не сум размишљал на таа тема. Порано во младоста многу сакав, избирав карактери што би сакал да ги изиграм и сум тежнел кон тоа да се случи, ама не се случило, за жал некои ликови не успеав да ги одиграм, а ми поминаа годините за нив. Така да не се оптоварувам со тоа. Научив една многу добра работа, а тоа е дека тоа што ќе го добијам како задача и ако веќе се фатам на орото да ја правам таа улога, тој лик да го направам, онда треба да го направам максимално добро и да му се посветам. И да го направам тоа со љубов. Така да тоа ми е девизата, така ќе продолжам и понатаму. Ви благодарам за вечерашното гостување во Трилинг. Ви благодарам вас на поканата. Тоа беше се за ова издание на ТВ магазинот Трилинг. Изборот на темите и соговорниците се наши, а за тоа што ќе гледате, одлуката е ваша. Довидување до идниот петок во исто време, 20 часот и 45 минути. Во меѓувреме читајте на triling.mk. Довидување.